И точно време е и за последнината гостинка во ова наше утринско дружење. Задоволство ми е што верувам дека сите пензионери ќе имате прилика да се опуштите, да уживате и да се инспирирате од нашата денешна гостинка, која по професија е дипломиран економист, но веќе сега е во пензионерските години. Сузана Петревска, добро утро, Сузе, и драго ми е што ја прифати поканата да споделиме убави искуства и моменти од пензионерскиот живот. Така. Благодарам за поканата. И за мене беше изненадување. Меѓутоа, ете така една неформална дружба доведе до ова средба. Да. Овде ќе проговориме не само за твоите активности во долгите пензионерски денови, како што велиш ти, долг е денот кога е човек во пензија, туку и за сето она што те движи тебе како човек. Така. Да. Овде на масичката имаме рачно изработени работи кои го пополнуваат твоето време. Дури кој би рекол дека оваквите ташнички можат да бидат сработени аматерски, во домашни услови, од еден многу интересен конец. Каков конец е ова? Овој е конец од памук, памучен конец. Со следната ќе подискутираме за еден поинаков конец. Инаку оваа ташничка ми е многу драга, затоа што е таа прва ташничка што ја сплетов на една работилница минатата година. Сакам да кажам дека јас не сум од оние жени кои што го знаеа плетењето, иако имав познавања за тоа. Меѓутоа, нели, Фејсбукот интернетот ме тераше да научам нешто повеќе околу плетењето. И првата работилница која ја прочитав дека се одржува, решив да се пријавам. Многу убав сончев летен ден. Така да, ова е една ташничка која што е изработена од еко конец. Конецот е изработен од хартија. И посебно ми е драга што е тоа така, што е на некој начин придобивка за природата. А последната ташничка, ова е ташничка за која што конецот ја сама си го изработив од парчиња што ми останале од стари завеси, уствари нови завеси, па парчињата што останале од шиењето. Така да, од тоа си направив конец, мене ми изгледаше интересно, тие ресички, и едноставно си уживав во низината изработка. За колку време се изработуваат овие ташнички? Па, јас не се такмичам со времето некако Никој сега. не прка, не се по нарачка направени. Не се по нарачка, тоа е се за моје задоволство, инаку може да се изработа тако седнеш да работиш за 2-3 сати, може да се изработи. Так. Како изгледа Сузе еден пензионерски ден на жена која била многу активна претходно? Да. Па, мене за разлика од некои мои пријателки, никогаш не ми беше страв кога ќе дојдат пензионерските денови што ќе правам, што ќе работам, затоа што имав многу интереси уште додека бев вработена, интереси надвор од работните обврски. Така што сега тие интереси можам да си ги приуштам, да си ги дозволам, а инаку секој утро ми започнува обавезно со утринското кафе, често пати со јога вежби дома, па потоа со дневни обврски за кои што на почетокот ми беше многу тешко да се ослободам од ливчето за прибелешки, кои се обврски треба да ги завршам. Така да сега во пензионерските денови си дозволувам да немам ливче, да му се препуштам на денот, на времето, на моментите. Опушта ли или фрустрира моментот што веќе не ставаме на телефонот аларм кога да се разбудиме? Мене лично ме опушта. Инаку јас цел живот сум самата на себе аларм, така да за било кои прилики не ми требало аларм. Меѓутоа, иако во еден период добив потреба да имам некоја активност, кратка активност во текот на денот, меѓутоа да биде таа активност константна, врзана со време.
Меѓутоа, кога добро размислив, мислам дека веќе никогаш не би се вратила на таква активност која што ќе ми го темпира времето. Да го ограничува. Да. Од многу колеги, колешки пензионерки, пензионери кои што ни гостувале на темата активен пензионерски живот, го имам слушнато она чувство на, па не би рекла депресија, туку на чувство на тага кога завршува активниот работен век и чувство кое често пати знае да се појави, не да биде присутно, да се појави дека сега веќе никому не сме му потребни. Имаше ли такво чувство во вашиот случај? Па кај мене искрено не. Немало никогаш такво чувство. Може би затоа што јас и пред да одам во пензија посетував доста работилници на тема работа на себе, на тема ослободување од потиснати емоции. Покрај тоа јас веќе 20, може би 25 години практикувам јога, вежбање. Така да јас во текот на мојот животен период научив да се дружам со себе. Научив дека кај што ќе бидам потребна, можам да се дадам. Меѓутоа, немам потреба некој друг да зависи од мене. Така ги воспитав и моите деца, да си бидат своји, со своите обврски. Се трудам сега да не бидам наметлива мајка. Имам една внука која што ме исполнува многу. Бјанка, од која што учам. Не гледа ли Бјанка сега? Па не верувам, затоа што она си има своји активности и јас ги почитувам тие активности. Секогаш кога е потребно, тука сум за неа, меѓутоа не сакам ниту нив да ги врзам за мене, ниту јас да се врзувам за нив. Така. Која е најголемата придобивка од пензионерските денови која ја добивте? За мене времето. За мене времето е најголемата придобивка. Тоа што ми овозможува да си располагам со времето онака како што јас сакам, тоа што времето не ми е ограничено, тоа што времето ми дозволува да размислувам за животот, за животните предизвици, за емоциите и тоа што времето ми овозможи да си се пронајдам во една активност која што од секогаш беше во мене, тлееше, тоа е пишувањето, меѓутоа на вистина недостатокот на време ме кочеше во тоа. Така што сега сум опуштена во тој дел и многу животни ситуации умеам да си ги поврзам со емоциите, со филозофијата на живење и така во овие пензионерски денови почнав да пишувам кратки, па не знам дали тоа може да се наречат раскази, кратки размисли на некој начин, мои лични размисли. Так, ќе ни прочитате нешто, така? Па ќе прочитам. Повелете, Боже, ајде да чуеме една кратка размисла, една кратка. Ова е кратка размисла и ова е вистинска случка од мојот живот. Се вика изобилство. Црвен семафор. Со возилото чекам да се запали зелено светло. На островчето седат 3 ромчиња. Едното од нив ми приоѓа со пружена рака. Не сакајќи да му дадам пари, му подавам 3 спакувани тортички кои случајно ми се најдоа на седиштето. Еве повели, му велам. Отиде до своите другарчиња и сакаше да им ги подаде. Но се врати повторно кај мене со тортичките. Не сакаат, ми вели. Па земи ги за тебе. Му одговорив. Што ке ми се? Еве јадам леп. Доста ми е. И тие имаат леп. Добро, му велам. Ти благодарам и јас на тебе. Зашто? Ме прашува. Затоа што ме научи што е тоа изобилство. И затоа што ми го појасни поимот доста ми е. Туту ми свират од позади. Веќе се запалило зеленото светло на семафорот. Да, интересна, поучна, многу поучна, мала, кратка, приказна за изобилството. Научуваме ли ние луѓето во текот на животот сите колку ни е доста, Сузе? Па,
Или кому како му е дадено? Прво, кому како му е дадено, а второ, секој ќе научи, меѓутоа заборава. Тоа заборавањето треба да не поттикне почесто да го забораваме. Односно, да се подсетуваме на изобилството кое што го имаме околу нас. Така. Затоа што во секој момент, во секој момент и во секој едно нешто може да се најде изобилството. За секој човек. За секој. Кои се работилници на кои што е многу често низ годиниве имаше можност да научиш прилично техники за подобар животен стил, за подобра верзија на собственото јас? Кои од тие работилници би ги издвоиле? Така. Па, многу драги работилници ми се работилниците во кои што работиме на изфрлање на потиснатите емоции. Затоа што сите ние некако излегуваме од домот со нашите маски. За тие маски се кријат многу потиснати емоции. Преку овие работилници јас научив едноставно луѓето да ги гледам со поинакви очи и на нивните однесувања да гледам со поинакви очи. Во смисла и кога некој е, во наводници нели речено лош спрема мене или дрзок спрема мене само ми поминува мислата кој знае колку потиснати емоции има овој човек. И на тој начин научив да не им се лутам на луѓето. На тој начин научив дека кога некому ќе му се обратам за помош или со некое барање, секогаш постојат два одговори. Да и не. Значи, можам да ти помогнам и не можам да ти помогнам. А ние луѓето секогаш забораваме дека постои и одговорот не. Така е. И се лутиме за тоа. Ама тој навреме треба да се научи. Благодарам што ова утро го имаме и парче од вашата градина, вашата семејна градина, па овде во икебаната имаме и цвеќенца. Така. Кој се грижи за цвеќињата најмногу? И градината е дел дворчето, не е градина, тоа е дворче. Дворчето е дел од моите обврски. Ме исполнуваат овие ружички кои што Сабајле едва и ги најдов затоа што минатата недела ги испржи сонцето на вистина. Се трудам околу нив, тука е и сопругот кој што се труди околу косењето на тревата. И сето тоа допринесува така за еден исполнет пензионерски живот. Браво. Не знам колку многу и гледачите слушнале и воопшто сите кои што не пратат дека има едно одредено размислување на луѓето дека возрастните лица, не сакам да речам старите лица, но возрастните лица стануваат многу посебични во повисоките години. Дека посебични се во поглед на нивното време, во поглед на нивните комуникации, дека малку повеќе се свртени кон себе или не. Има ли вистина во тоа? Па има вистина. Сега може би зборот себични не е соодветен, не е соодветен. Ама е освестени може би. Ама е освестени. За минливоста на времето и за тоа колку бадијала ги потрошиле добрите години на погрешни работи. Така. Веќе во возрастните години, иако уште јас не се чувствувам дека се во тие години, меѓутоа повторно ќе речам времето. Не сакаш да си го потрошиш времето на небитни работи и на можам да кажам несоодветни луѓе. Затоа што соодветни се оние кои што се на твојата бранова должина. За разлика додека си бил на работното место, едноставно мораш да се дружиш со секакви луѓе, освестени, помалку освестени, многу повеќе освестени, и на сите од тие да им подариш дел од своето време. Сега тука веќе се ограничуваш, па на оние на кои што не мораш да им го посветиш своето време, не им го ни посветуваш. Така е. Се живее ли со македонските пензии достоинствено и може ли човек да
да го фати крај со крај? Па сега тука што и да одговорам, секој пензионер различно ќе си го протолкува тоа. Меѓутоа, јас имам една исто размисла од мојот дедо, кој уште на времето бил учител. Тој стално велеше, човекот може да биде среќен и со 2, а може да биде несреќен и со 200. Така да, тоа сето е во нас. Не дека финансиските средства не се потребни се, меѓутоа, постојат луѓе со малку финансиски средства, кои што ќе речат доста е, како моето ромче, и со многу финансиски средства, кои ништо не им е доволно. Кои што ништо не им е доволно. На крај би сакала само да ја покажеме оваа прекрасна кукла изработка. Ме подсетува на куклите и од моето детство, сигурно и од детството на многу гледачи. Така. Тоа е кукла направена специјално за конкурсот Фрида од Македонија. Да. Еве вака може да ја покажеме и на оваа камера. Сузе, како си е скотска идејата? Па, прво, од тебе појде идејата да изработиме кукли Фриди со некои македонски примеси. Кукличката беше гола, фрлена дома од мојата внукичка, која што веќе ја имаше изгустирано. Дел по дел размисла како да биде косата, па ја сплетов косата, па што да додадам да личи на Македонија, а да не е премногу Македонија да си личи и на Фрида. Па така дојдоа овие некои стари парталчиња, да речам, што ми беа по дома. И едноставно си ја изработив онака како што ние многу пензионери ќе се присетат дека на спалните на нашите родители стоеа вакви кукли донесени од Италија. Кукли со раскошни фустани и секако на сите спални имаше на сите спални, точно. Јас посакувам уште многу кукли, уште многу раскази, уште многу ташни и уште многу цвеќе да се набере во градината. Уште многу работилници да поминат и уште многу причини за инспирација, за мотивација и за убави пензионерски денови и години да поминат. И се разбира, тука ги поздравуваме и сите пензионери кои што не гледаат и не следат, а знам дека ги има многу кои што се заедно со нас од рано наутро. Сузе, ни преостанува само да си посакаме убаво лето, да си посакаме многу песни во аматерскиот женски хор Фрида, каде што ние всушност и се запознавме и таму ги мотивираме непрестано и пензионерките, ама и оние кои што се далеку од пензионерските години, бидејќи животот е чудо, па не поврзува со навистина прекрасни луѓе. Воедно ги поздравуваме сите членки на Фрида. Благодарам, поздрав. Ти благодарам уште еднаш што беше ова утро со нас.